Повисоки цени, конкурентност и барани на пазарот. На македонските фармери и се познати бенефитите од органскиот начин на производство. Се поголем број одлучуваат да поминат од конвенционално кон органско производство. Велат не е тешко, само е потребна поголема едукација. По органското производство на цреши предизвик за Жаклина Филипова од Виничко Блатец е производството и на органски пиперки. Значи пазарот оди во насока на органското производство. Количините се зголемени во однос на неорганското и органското. Потребна е поголема едукација. Значи едукацијата е најбитна, треба да се информираме, да знаеме што, како, инаку не е тешко откако ќе се влезе во тој контекст на производство. Повисоките субвенции не се причина за се поголемиот интерес за производство на органска храна. Нагорен тренд бележи градинарското производство, но тоа пред се должи на тоа што на пазарите се повеќе се барани органските производи кои имаат и повисока цена. Искрено се повеќе и повеќе се зголемува интересот, што особено е за поздравување. Пред неколку години најголем дел од земјоделците станува органски бидејќи има поголема субвенција. Да речеме градинарските производи имаат 100% поголема субвенција. Ако обичен градинарски производител има 100 евра на хектар, ако е органски добива 200 евра на хектар субвенции. Меѓутоа многу изненадува на позитивно трендот во последно време. Најголем дел од органските производители стануваат органски зашто знаат дека многу полесно може да го продадат својот производ. Органските производи се барани на странските пазари. Ова го знаат и компаниите чии производи на пазарот имаат сигурен пласман. Нашето земјоделство министерство обезбеди саем штанд од 100 квадратни метри, каде што 20 компании ги презентираа своите производи, имаше одличен интерес, веќе се склучија некои договори, така да знаеме дека можеме да произведеме тоа што го бараат странските партнери. Во земјава има околу 500 органски производители, во Штипско и Карбинско 100 фармери го практикуваат органскиот начин на производство. Поголем дел од нив се во сточарското производство.